Во 60-та епизода на Шорткат ќе гледате. Почна самитот за климатските промени КОП27. Кои се предизвиците и колкав е интересот за професијата оджачар кај младите? Законот за високо образование ќе се менува, но не се знае што ќе бидат измените. Здраво на сите. Јас сум Нина, а ова е Шорткат, нашите вести за млади. Започнуваме веднаш, без да губиме време, затоа што имаме многу работи кои сакаме да ви ги кажеме. Емисијата започнуваме со конференцијата на Обединетите нации за климатските промени, позната како КОП27, која започна во недела. Оваа година конференцијата се одржува во Египет и ќе трае до 18 ноември. За време на отворањето на конференцијата, председателот на КОП27 Алок Шарма најави дека непреземањето ништо околу прашањето за животната средина ја парализира ситуацијата и дека на КОП27 треба да се преземат конкретни чекори за прашањето за климатските промени. На конференцијата учествуваат повеќе од 90 председатели на држави и представници од 190 земји. Една недела пред самитот, УНЕП објави извештај во кој е наведено дека нема еден водреден пат за ограничување на зголемувањето на глобалната температура на 1,5 степени и дека напорите за облажување од КОП26 биле крајно недоволни. Конференцијата се одржува секоја година по првиот договор на Обединетите нации за климата во 1992 година. Учениците од неколку средни училишта во земјава се на пат да развијат иновативни решенија за намалување на аерозагадувањето. 5 од 10 групи на ученици од средните училишта во земјава на буткампот на програмата Upshift беа прогласени за победници и ќе имаат можност да работат во насока на изнаоѓање на решенија за проблемите со аерозагадувањето. На овој натпревар победници беа групите од средните училишта Орце Николов Скопје, Раде Јовчевски Корчаѓан Скопје, Миле Јаневски Джингар, Македонска Каменица, Методи Митевски Брицо, Делчево и Гостивар во Гостивар. Сите победници добија по 120.000 денари и 3 месеци менторство за развој на социјални иницијативи во нивните заедници. Upshift е програма наменета за учениците на средните училишта на возраст од 14 до 19 години кои имаат идеја за решавање на еден предизвик или проблем во нивната заедница. Овџачарството е духовен бизнис, може одлично да се заработи во оваа работа. Иако е така, во нашата држава ова е една од дефицитарните професии. Интересот кај младите за да бидат овџачари расте, благодарение на обуките од неформалното образование. За тоа како изгледа чистењето оджаци на терен и какво е искуството што го стекнуваат учениците, дознаваме од прилогот што следува. Професорката од ГУТ Здравко Цветковски, Јасмина Атанасова Симјановска, е единствената дипломирана оджачарка во Македонија, која заедно со тим експерти од Германија деновиве на терен обучува група млади луѓе како да ја работат оваа работа. Едукацијата за оджачарите може да оди преку формално образование, значи со завршување на 9-летка се продолжува во средно градежно училиште. Здравко Цветковски, ние имаме формално образование 3 годишно, каде што децата можат веднаш да продолжат со едукација и да добијат формално образование со сите потребни аспекти кои што едно образование формално треба да ги има. Во Македонија има само околу 30 сертифицирани оджачари. Затоа се обучуваат лица кои сакаат да се бават со оваа професија. Се до сега јас бев малку скептична, затоа што интересот беше прилично граничен, да не речам за формално образование. Скоро и никаков. Годинава јас имам тројца млади ученици кои што се уште се во образовниот процес, значи се уште 4-та година завршуваат. Сега сум многу задоволна од тоа како учениците сепак младите до 18 години сепак почнуваат да се интересираат. Хајнц Нидер од Германија е председател на оджачарската комора во Баварија и мајстор оджачар, кој периодов престојува во нашиот главен град. Во Скопско Лисиче, тројца ученици од Здравко Цветковски чистеа оджаци во куќи со специјална опрема за таа намена. Ja, es ist halt wichtig, dass die Leute wenig Holz verheizen. Das ist für uns eigentlich ein wichtiges Ziel, damit wir
sehen, dass die Leute auch Geld sparen und die Luft vor allem sauber bleibt. За учениците, чистењето од џаци е уникатно искуство. Сериозно размислуваат да се занимаваат со оваа професија бидејќи е добро платена. Меѓу идните оџачари има и девојки. Една од нив е матурантката Хајрие Камбери. Мене ми е све интересното, спремањето со опремата, кога ќе почнеме со чистењето. Не ни е се дозволено, но правиме некои полесни работи. Оџакот во оваа куќа сега е добро исчистен и подготвен за грејната сезона. Чист оџак значи поголема топлина во домот и помало загадување на околината. Сега преминуваме на образованието, поточно на измените кои се подготвуваат за Законот за високо образование, но за кои се уште нема официјална информација што ќе се менува. Министерот за образование и наука Јетон Шакири пред неколку месеци покрена една иницијатива со која ги повика професорите од високото образование да дадат своји предлози и идеи за измени на Законот за високо образование. Иако од Министерството за образование информираат дека во моментов една група експерти ги анализира доставените предлози, оттаму не соопштуваат детали што конкретно ќе се менува и велат дека се работи на подобрување на законот. Од друга страна пак, академската заедница коментира за овие измени и има професори кои реагираат на нетранспарентноста и велат дека измените се подготвуваат за затворени врати без јавна расправа. Презентираните измени ќе бидат проследени до владата, а потоа истите ќе бидат ставени во собраниска процедура за расправа и нивно конечно усвојување. Очекувањата се дека целиот овој процес ќе заврши до крајот на оваа календарска година. Ке се задржиме уште малку кај високото образование, бидејќи Универзитетското студентско собрание при УКИМ објави повик за научни проекти и трудови изработени од студентите. Студентите на УКИМ кои се заинтересирани да аплицираат мора да поднесат целосна апликација која мора да содржи кратка идеја за тоа за што ќе станува збор во трудот или проектот, целите, планираниот период, буџетот и подпис на менторот или професорот. Повикот ќе биде отворен до 3 декември оваа година до 12 часот. Апликациите треба да се испратат на овој имейл studentsko.sobranie@ukim.edu.mk. Универзитетското студентско собрание ги охрабрува студентите да аплицираат, бидејќи според нив ова е поидобна точка која ќе биде движечка сила и потик да се посвети поголемо внимание на научната и истражувачката дејност. Менуваме тема. Од денес па се до 19 ноември ќе биде отворен млад отворен театар кој годинава се одржува по 47 пат. Годинава на театарскиот фестивал ќе има 25 програмски активности и ќе учествуваат театри од Словенија, Грција, Турција, Велика Британија, Србија, Црна и Македонија. Фестивалската програма ќе започне со дуодрамата Кислород на Народниот театар од Битола на Иван Вирипаев. На млад отворен театар годинава ќе има и танцов театар. Твитер ќе ги забрани имитаторите, вака изјави сопственикот Илон Маск откако корисниците почнаа него да го имитираат. Според Маск, секој што имитира друго лице во негово име на ова социјална мрежа, без јасно да наведе дека се работи за пародија, ќе биде трајно суспендиран. Ова предупредување следуваше откако неколку познати личности ги сменија нивните имиња на платформата и почнаа да се представуваат како Илон Маск. Бурата на Твитер доаѓа по загриженоста за потенцијалната злоупотреба на планираната верификација на корисникот за месечната претплата од $8. За крај, погледнете како изгледа планетата Земја на растојание од 1,5 милиарди километри. НАСА објави слики од планетата Земја од нивниот вселенски брод Касини, кој е на растојание од 1,5 милиарди километри под прстените на Сатурн. Ви благодариме што останавте со нас до крај на оваа епизода на Шорткат. Следете на Facebook, YouTube, Instagram и TikTok. Отворени сме за сите ваши предлози и коментари. Се гледаме следната недела во исто време. Поздрав!